Четврток, 13 ноември, 18 часот и 15 минути, уште еден термин резервиран за Скопје ми е дома на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание. Да, токму така, 13 ноември или денот на ослободувањето на Скопје, денот на ослободувањето на главниот град. И еве сме тука односно по повеќе од 7 децени, со посебна благодарност кон сите оние кои што ја дадоа својата младост, својата борба и ги положија своите животи за денес да живееме токму во овој главен град, во ова ослободено Скопје, во Скопје како град на солидарност, град на надежта и можеби оптимисти за поубаво Скопје и подобро утре во главниот град. Да не должам јас многу во најавата и така сакав да споделам збор 2 за овој автентичен ден, токму за денот на ослободувањето на главниот град, градот кој што ни е во фокус и тема на секое наше дружење овде пред камерите на Вистинска телевизија. Токму и вечерва ќе говориме за теми поврзани со главниот град, за кој што во фокусот ќе ни биде една скопска општина, меѓутоа преку работата и преку проектите поврзани со мојата денешна гостинка и соговорничка, велам добре дојде за господја Каролина Насковска, да не сгрешам во презимето, Насковска, така со В, пратеничка во Македонското собрание од општина Бутел, или како представник од општина Бутел. Господја Насковска, ви благодарам што сте дел од локалната програма на Вистинска телевизија и за тоа што ја прифативте мојата покана веднаш. Како сте? Добро, ви благодарам на поканата и чест ми е што сум гостен во вашата емисија. Јас напоменав пратеничка во Македонското собрание. Ние овде ќе проговориме, имаме во концептот дел за вашата работа, меѓутоа како пратеник и нели сето на кое што се говори, се работи во Македонското собрание поврзано со локалните теми и со градот Скопје, меѓутоа и ќе проговориме за приватен дел, односно вашата поврзаност со главниот град. Пратеничка во Македонското собрание, представник од општина Бутел. Што значи тоа? Дел сте од неколку комисии активни во собранието и веќе оставам на вас да ја започнеме емисијата. Така, јас прво да ја искористам приликата да го честитам родинденот на нашиот град. Денеска се навршуваат 81 година од неговото ослободување и многу ми е чест и задоволство што баш денес говориме за нашиот град, градот на сите нас кои што се трудиме да биде секогаш подобар и поубав. Јас сум прв мандат пратеник, еве веќе скоро 2 години. Како пратеник дојдов по предлог на граѓаните од општина Бутел. Во Македонското собрание членувам во 4 комисии. Некаде сум заменик член, некаде сум член, но тоа се исти обврски и исти доприноси. Главен член сум на комисијата на законодавна правната комисија и таму имам една придобивка од членувањето во таа комисија, бидејќи секој закон кој што ќе се менува, сите негови форми и промени ги мора да ги помине оваа законодавна правна комисија и тука имам увид на сите закони кои што тековно се менуваат. Член сум на комисијата за образование и следствено според мојата професија. Потоа член сум на комисијата за култура и спорт и член сум на здравствената комисија. Во сите давам доволно придонес, бидејќи комисиите се составени од повеќе профили. Иако се работи за една тема, профилите се многу важни за да се види проблемот од повеќе гледни точки. Например, во Комисијата за здравство повеќето членови се доктори. Јас сум само биолог, но мојот допринос во нивната работа и такако им значи на сите во комисијата. Комисиите се пред собраниските седници и тие се многу важни, таму се договараат деталите за седниците да би биле поконцизни и поконкретни. Така, нешто подоцна ќе споменеме за тоа како комисиите, односно како се поврзани истите комисии со проекти поврзани со токму главниот град. Локалните избори поминаа, претпоставувам дека бевте вклучена, односно ги следевте сите оние настани на терен и сето она кое што беше поврзано токму со локалните избори во Бутел, нели од општината од која што и ни доаѓате. Собранието започна со работа чинам денес. Да. Ајде да ги
прокоментираме накратко локалните избори, како помина процесот во Бутел, за веднаш потоа да ве прашам и за поврзаноста, односно колку сте достапни за достапноста на вашите сожители во Бутел, за пратеничката канцеларија и сите теми поврзани со тоа, еве за локалните избори накратко. Локалните избори што туку завршија, веќе се подредуваат работите за да продолжи текот како што и претходно беше, бидејќи ние имавме среќа градоначалникот што ни беше 4 години Дарко Костовски да го продолжи својот мандат. Проекти има многу. Денес, односно вчера, се започна најголемиот проект кој што беше во организација на град Скопје, односно со помош на сегашниот градоначалник Орце Георгиевски, со големиот мегапарк кој што се гради покрај Христијан Тодоровски Карпош, покрај тој булевар. Тоа за малку да немаше реакција од општина Бутел, односно од градоначалникот Дарко Костовски своевремено во претходниот мандат, ќе беше простор исполнет со згради и бетони. Таму беа предвидени имаше предвидено над 12 маркици за згради и на една седница на совет учествуваа и жителите од тој дел што беа засегнати со зградите, и се договорија со градоначалникот да се поништат тие маркици и тој простор да се облагороди со нешто што ќе го користи не само делот што гравитира, туку и населбите кои што се во близина. Тоа ќе биде едно прекрасно катче за одмор и рекреација. Ние таму имаме веќе направен проект кој што го презентира и кој што навистина ќе изгледа велелепно. Други проекти се од витално значење, тоа се проектите водовод во двете села кои гравитираат кон општина Бутел, а тоа се Љубанци и Љуботен. Тоа е децениски проблем кој што многу градоначалници се обиделе да го решаваат, но нашиот градоначалник во соработка со владата изнајдоа средства, удрени се првите ископи за цевките за да може и овој дел од општината Бутел да се развива паралелно со и руралниот, да се развива паралелно со урбаниот. Други проекти што се предвидени се големите улици, да се направи целосна нивна реконструкција, да се прошират кај Прокредит банка, да се направи кружен тек, бидејќи тоа е една црна точка, ја кажа и градоначалникот Орце Георгиевски во една прилика, дека тоа е место каде што мора да се направи такво сообраќајно решение за да се зголеми безбедноста. Исто така се во завршна фаза е мегапаркот над Радишани, кој што е во една проектна осмислена форма која што може да им послужи и на возрастните и на децата и ќе биде едно преубаво катче за тој дел од општина Бутел. Да, верувам дека сите овие проекти малтене беа започнати во првиот мандат на Костовски, па беа дели од предизборната изборна програма на градоначалникот. Чинам дека таму имаше голема разлика со која што Костовски го доби вториот мандат. Верувам дека граѓаните ја дадоа довербата повторно со цел да се довршат и проектите и сето она кое што било ветено да се изреализира. И сега, колку како пратеник и како човек кој што доаѓа токму од општина Бутел, сте непосредно и блиска со вашите сожители. Јас напоменав пратеничка канцеларија, милувам да ги прашам како на кој начин ги остваруваат средбите моите гости пратеници со своите сожители од општините од кои што ми доаѓаат, па ете на кој начин вие сте во контакт и во дослух со жителите на Бутел. Така, значи контактот и врската со граѓаните на Бутел се ја остварувам јас конкретно преку мојата пратеничка канцеларија. Таа се наоѓа во самата општина Бутел. Таму работи асистент кој што е предложен од собранието и кој ги евидентира сите повици. Во канцеларијата сум секој петок од 9 до 12 часот, освен во деновите кога имаме ангажман во собрание, што ни е и приоритет. Луѓето доаѓаат, се интересираат. Најубави ми се средбите кога ќе дојде некој да ме види, да позборува со мене, да продискутира за некој негов проблем и да не искритикува за да знаеме во кој правец да се движиме.
Проблемите им се од најразличен карактер. Имаат проблеми од локален карактер, имаат проблеми со вработување, има проблеми со некои мали административни заглавени документи кои што можеме како пратеници да допринесеме за да се забрза самиот процес, и мислам дека таа отвореност и таа соработка со граѓаните и како е на високо ниво, како со мене, така и со градоначалникот во општината. Додека бев вработена во општината, ние секој вторник организиравме средба со граѓани, на која што бевме поделени по оделенија и градоначалникот ги евидентираше проблемите и ги препраќаше веднаш до одговорните лица, и ние ги спроведувавме и помагавме за побрзо решавање на сите проблеми. Како денес ги процесуирате проблемите и барањата на своите сожители, односно од друга страна колку е важно да бидете во координација со првиот човек на општината, нели со градоначалникот, а од друга страна пак како и колку се говори за ваквите проблеми на жителите и на проблемите во самата општина и градот во Македонското собрание? А во Македонското собрание тие проблеми ги говориме етапно и фрагментирано во периоди кога имаме такви прашања. Претежно се изгласуваат средства за реализација на самите проекти, и откако ќе се изгласат тие средства за реализација, потоа се оди кон... Значи, клучниот момент е во собрание. Во тој дел ние го забрзуваме, помагаме, гледаме да помине побрзо преку комисиите, да дојде побрзо на седница. Во тој дел е помошта од пратениците во собрание. Скопје доби нов градоначалник на овие локални избори. Кој е најголемиот предизвик со кој што се соочува главниот град денес и кој што можеби се провлекува низ дебатите кои што се одвиваат во собранието? Зашто ќе се расправа, зашто ќе се работи приоритетно? Градоначалникот Орце имаше еден голем предизвик, кој што беше ветен од негова страна да го реализира, односно да се справи со него за 72 часа. Тоа беше на собраниот смет низ месеците наназад, заради нефункционирање на јавните предпријатија. Тој го положи тој прв тест пред народот и ги исчисти и депониите, го исчисти и центарот. Јас пред некој ден имав можност да поминам и од радозналост да видам дали сето тоа што се презентира пред медиумите, што се кажува по социјалните мрежи, да се уверам и самата во тоа. Значи, неговиот ангажман во тој поглед ги задоволи сите, и оние кои што верува и тие кои што не веруваа во него. А од друга страна, колку општина Бутел може да се пофали со чистота, со проекти поврзани со здрава животна средина, со зеленило и покрај најавената голема градежна офанзива, како што вели самиот Костовски, колку проекти има од спротивната страна, односно за зеленило? Го најавивте мегапаркот како голем проект исто така. Така, ние, додека јас бев вработена во општината, организиравме неколку акции, да речем, за садење на дрва. Претежно тоа беа во училиштата, бевме во соработка со Генералка Викенд. Тоа е акција која што се одвива во 2 дена, еднаш во годината, и која што ги поттикнува и возрастните и децата да помислат на хигиената во училиштата, на хигиената на улиците, да се засадуваат како се собира отпад и се мери отпадот, и согласно со тежината на отпадот се добиваат соодветна бројка на дрвја кои што подоцна се садат во училиштата. Тоа е еден дел во кој што сме работеле за заштита на животната средина, а другиот дел е лоцирање и чистење на дивите депони кои заради неодговорни лица не се тоа многу, но се сепак доволно да создаваат диви депони кои што нас ни се предизвик, има посебен сектор во општината кој што ги детектира, остават табли со знакот на општината да не се фрла повеќе тука отпад, и мислам дека можеби не секаде, но на неколку места сме постигнале луѓето повеќе да не го загадуваат тој простор со отпад кој што можеби и тие не се виновни, бидејќи ние немаме
Се уште градоначалникот Орце рече дека и тоа ќе го направи како акција да се собира кабастиот отпад во одредени интервали, во одредени населби, за да може луѓето кои што имаат потреба да го отстранат тој отпад, да имаат простор каде тоа да го направат без да ја загадуваат и нарушуваат животната средина. Госпоѓа Насковска, на самиот почеток на емисијата споменавте дека сте биле дел од образованието во главниот град, меѓутоа денес како пратеничка исто така и дел од комисијата за образование и спорт, па ете би сакала да споменеме кои проекти тековни се случуваат поврзани со комисијата кои што нели ги обработувате секако? Во Комисијата за образование имаме повеќе законски промени, односно ги менуваме законите за сите нивоа на образование, за основно, за средно и за високо образование. Во делот каде што мене најмногу ме засега, тоа е основното образование, сменивме доста закони, ги подобривме условите во училиштата, ги снабдивме училиштата со учебници кои што не беше претходно случај. Многу од техниките, ИКТ техниките ги воведовме, односно ги унапредивме. Многу од училиштата кои што беа во руинирана состојба се инвестира од владата да се доградат. Исто така приоритетни се и едносменските училишта, онаму каде што малку фали, односно фалат неколку училници, да се доградат за да може да се изгради тој едносменски образовен систем кој што ќе ги растерети родителите и сите ученици од прво до 9 оделение ќе бидат до 12 часот на настава, а после 12 часот во склопот на училиштето ќе имаат слободни ученички активности. Тоа ќе биде некаде до 3 попладне, што значи дека децата ќе бидат згрижени цело време во училиштата, а не како досега да имаат простор во кој што ќе имаат активности кои што не се поврзани со образованието, односно едноставно ќе бидат препуштени на телефоните, на техниката. Тоа не е целта да го намалиме тоа користење на овие. Така, ова прашање ќе го поврзаме и со образованието на општинско ниво, односно какви се капацитетите на училиштата, на градинките во Бутел. Ние своевремено правевме една анкета таму, кога ни гостуваше градоначалникот, па каква е ситуацијата сега еве? Вака, јас имав среќа неколку години да бидам раководител на оделението за јавни дејности и местна самоуправа. Во чиј што склоп на тоа оделение е и образованието, односно ние се грижиме за 8 основни училишта. Ние сме всушност врската меѓу Министерството за образование и наука и училиштата и општината како нивен основач. Училиштата, сите они училишта кои што има некаква потреба од реконструкција, од промена на фасади, ете во моментот сега, например, правиме фасада на училиштето Свети Климент Охридски. Таа во моментот се изведува. Реновирана е фасадата на училиштето Панај Одгиновски. Имаме целосно ново основно училиште во село Визбегово. Тоа е комплетно направено со цела внатрешна и надворешна потреба за учениците. Значи, училиштата ни се во прилично добра состојба. И во мојот 3-годишен ангажман како раководител можам да кажам дека и во училиштата вадиме многу добри генерации кои што понатаму се гордост на општина Бутел. Така, за прв пат сте на пратеничката функција. Кои се вашите цели во овој 4-годишен мандат? Па приоритетите и целите, прво би почнала од личните приоритети и цели. Значи, приоритетот ми е да си го зачувам мојот интегритет како личност во овие 4 години, да го зачувам балансот меѓу професионалното и меѓу семејството. Тие се моите лични приоритети, а целите во собранието ми се, ние сме генерација која што не сака да критикува, јас сакам да бидам дел од генерација која што не сака да критикува, туку да влезе во кошташ со проблемите, да ги решава и да создаде подобро утре за целото општество, за нашите деца и за генерациите после нив.
Колку сожителите ја сваќаат важноста и улогата на пратеникот како нивен глас во Македонското собрание? Чинам дека имаш еден настан пред Жена парк, ако не се лажам, пратениците во дослух со жителите, односно со граѓаните, на кои што се зборуваше за пратеничката функција, за улогата, за менувањето, како на подобро да се променат работите и важноста секако како глас на граѓаните. Ето колку граѓаните на Бутел ве доживуваат како нивен представник таму? Јас мислам дека доволно добро ме доживуваат, бидејќи контактот со луѓето од Бутел не е секогаш преку пратеничката канцеларија. Многу од луѓето телефонски ме контактираат, тие разговори се искрени и во насока на решавање на нивните проблеми. Инаку тоа беше караван за запознавање на луѓето со пратениците, но беше осмислен да биде на ниво на градови, па кога дојде редот на Скопје, беше само во Жена парк. Не успеавме да одиме по општини, за да можеме уште по-непосредно и по-директно да се сретнеме со граѓаните. Позади камерите ми споменавте дека сте родена во Велес, меѓутоа целиот свој живот го паметите овде во главниот град, денес 13 ноември или повеќе од 7 децении слободно Скопје, повеќе од 80 години ослободен град. Што значи денес да се живее во главниот град? Каква е сликата на главниот град денес? Какво е Скопје во вашите спомени? Ајде малку приватни прашања. Вака, јас сум родена во Велес, но по неколку години со семејството сме се преселиле тука во Скопје и јас целиот живот, мој детството, младоста, зрелоста всушност го поминувам во Скопје. Па еве да го поделиме, да речеме, животот во детските денови, па потоа во младоста. Во детството ние сме генерација која што навистина имавме безгрижно детство. Постојано игравме, жмурка, ластик, другарување, возење велосипед, комуникација и тоа мислам дека не изгради како едни личности во кои што битно ни е заедничкото и целото, не ни е битен поединецот. Во младоста сама по себе едноставно побудува носталгија. Во времето на младоста имавме централизирани беа местата за забава во центарот на Скопје, па сите ние моравме да доаѓаме да излегуваме навечер во центарот на Скопје. Од каде вие доаѓавте? Каде живеевте? Во Лисича. Излегувањата беа ограничени во тоа време од страна на нашите родители, почнавме да излегуваме дури во средно. Вечерните излегувања и средби беа на рекорд, и разделбите беа на рекорд. Рекорд беше во петок и сабота премногу жив и премногу полн со младина. Младината од цело Скопје тука се собираше и потоа одевме во кафичи, во диско и се забавувавме и сето тоа беше ограничено повторно кога последните автобуси заминуваат околу 11:20 и повторно сите тука се среќававме за да заминеме дома. Мене ми е многу криво што некои од тоа време дискотеки и кафичи веќе не постојат, како Парис во Трговски, како Перон во Стара железничка, дискотеките МНТ Хард Рок кај МКЦ, Скала горе во Олимписко село. Значи сите тие беа места каде што навистина имаше убави дружби, влезот тие со консумација и тогаш не ни беше битно ни колку ќе јадеме, ни дали ќе јадеме, ни што ќе пиеме, туку најважно беше да се дружиме и да се забавуваме. Навистина од мојата младост имам прекрасни спомени за Скопје. Носталгична ли сте по тие некои подобри времиња, можеби кои што ги пометите по главниот град? Понекогаш ми недостасуваат некои работи кои што во тоа време ги имало. Ми недостасува, например, Скопскиот саем. Тоа беше место каде што и во детството и во младоста често одевме, и како деца, и како возрастни. Таму имаше саемски поставки од секаков тип, значи од саем на книгата, саем на мебел, саем на мода, од типот на новогодишни базари и тоа беа навистина концерти, тоа беа навистина многу правилно и добро искористени простори кои што денес ми е криво што не постојат, но во програмата на градоначалникот на град Скопје веќе е тоа ставено како можност за изградба на Скопски саем. Ми недостасува универзална сала, концертите, Златно славече од детството,
Ми недостасува исто езерото во Сарај, таму сме оделе како деца со семејството. Недостасува Луна паркот, кој што никако да се почне да се реновира и да се направи катче за децата. Многу од тие работи мислам дека треба сериозно да се сватат како нови проекти за да може градот да добие една целосна слика. Убаво кажавте, кога ќе направиме на паралела годините наназад, верувам дека Скопје во вашето детство, во вашата младост и она Скопје денес е комплетно различно, односно сликата е променета. Оптимистли сте дека ете денес конечно Скопје ќе добие слика каква што заслужува, нели, еден главен град? Да, јас доволно долго живеам во Скопје да ги гледам сите негови промени. И Скопје во 90-тите години имаше свој драж и своја убавина, но ова што се направи со проектот Скопје 2014 му даде диамантски лик на градот, со сите задржувања на автентичноста од старо време, како што е Македонскиот народен театар, како што е Офицерскиот дом, значи сите згради кои што се предвидени и се уште се довршуваат со овој проект, му даваат еден изглед на градот кој што со гордост може да стои на мапата на најдобри туристички дестинации, на приоритетни туристички дестинации, на голем број на туристи кои што сме сведоци кога шетаме низ центарот, низ старата Скопска чаршија, дека тие и се веќе се поприсутни и сакаат да го видат градот Скопје. Што му недостига најмногу денес на Скопје од ваш Од инфраструктурен аспект најмногу му недостигаат улици, булевари поголеми, пошироки, му недостигаат паркинг места во центарот. Значи на тој дел треба многу да се поработи за да се растерети сообраќајниот метеж. А како на скопјани ни недостасува едукација најверојатно на населението од најмали нозе па се до возрастните, за да бидеме поопштествено одговорни и да не бидеме критичари на мегафон, а во позадина кога треба да не гледа никој, да го создаваме она ѓубре кое што подосна го критикуваме. Споменавте повеќе култни места, обележја на главниот град, меѓутоа и повеќе населби и општини, каде што се движите, каде што живеете и работите. Секако имате ли омилено место во главниот град на кое што можеби ги полните вашите батерии, уживате да престојувате таму кога сте слободна? Па јас би го одвоила, ако зборуваме за да излезеш од дома во природа, а да ти е блиску, тоа е парк Шумата Газибаба. Таа е идеално место каде што често одам и се рекреирам со семејството. Ако зборуваме за релаксација, прошетките низ центар, прошетките низ старата Скопска чаршија, и прошетките на околните туристички места, како што се Матка, потоа посетат водно, претпоставувам. Водно и исто така кога сега би го, како што ветија, ќе го реновираат и ќе го дотераат старото Кале, кое што исто така би била моја честа дестинација, затоа што сакам такви работи, сакам да посетувам стари места кои што верувам и старата Скопска чаршија спаѓа тука. Спомнав, да, и сакам да посетувам такви места. Самите места говорат и ја издишуваат историјата низ која што поминал градот низ вековите. Сега го споменавте Лисиче како дел нели од општина Аеродром и општина Бутел сега. Кое место го чувствувате за ваш дом во Скопје? Па јас го чувствувам Бутел за свој дом, а Скопје не ми е само адреса, Скопје ми е на вистински дом. Така, полека и ќе го заокружуваме овој наш денешен концепт. Вие споменавте дека денес собранието повторно почна со работа после локалните избори, нели, кои што се одржаа, па и веќе ве прашам со што конкретно продолжувате, односно кои проекти цели поврзани на локално ниво можеме да ги очекуваме во Македонското собрание? Во моментот продолжуваме со една од најбитните работи, а тоа е го спремаме буџетот. Комисијата за буџет и финансирање започна денес. Буџетската расправа ќе трае неколку дена.
односно недела и пол, после што треба да се изгласа буџетот кој што е основа за реализација на сите проекти и за подобро живење во градот Скопје и во цела Македонија. А јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време, ја прифативте мојата покана и вечерва овде проговоривме за пратеничката функција, поврзана со главниот град, за општина Бутел, за тековните проекти, настани кои што се реализираат таму и секако за вашите спомени поврзани со главниот град кој ни повеќе ни помалку денес слави токму роден ден од неговото ослободување. Ќе ви се заблагодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана и се надевам на нови дружења пред камерите со нови теми поврзани со Скопје. Ви благодарам, честа беше моја. Почитувани гледачи, овде и вам ќе ви се заблагодариме за времето и вниманието со кое што го проследивте најновото издание од Скопје ми е дома на вистинска телевизија. Говорам со господја Каролина Насковска, пратеник во Македонското собрание. Овде ќе ве поздравам и се надевам на наша наредна средба наредниот четврток во истиот термин. Довидување.